Мируваат градежните машини што уште на крајот од минатата година беа ангажирани за расчистување на речното корито на Брегалница. Откако започна изфрлањето на наносите од земја и отпаден материјал, работите беа запрени и засега нема сигнали кога ќе продолжат. Расчистувањето започна кај мостот кон Зрновци, во должина од 300 метри, каде што се работеше и пред неколку години. Во меѓувреме видливо е дека во коритото се натрупани нови наноси, а бреговите се обраснати со трска и грмушки, што го попречуваат текот на реката. Искуствата од минатата пролет, кога поради надојдените притоки порасна нивото на водата и дојде до излевање, покажаа дека треба навремено да се реагира за да се спречат поголеми штети. Од Кочанската локална самоуправа рекоа дека немале надлежност за расчистување на Брегалница, туку само на останатите помали реки во општината. Коритото на река Брегалница го презема чистењето Центар за управување со кризи, односно државата. Не е како што беа Масалница, како што беше Кочанска река, да ние како општина учествуваме, да нашите луѓе бидат да учествуваат таму, поготово што река Брегалница е граница помеѓу општините Кочани и општината Зрновци. Очекувањата се, најавите се дека целокупното корито ќе се исчисти на река Брегалница и дека ќе се заврши оној процес што е почнато таму. Кога и како ќе се информираме и дополнително ќе ви го кажеме, затоа што навистина немаме информации за последните случувања околу тоа. Активностите што уште пред 6 години ги најави владата како превентива од поплави пред почетокот на пролетта се однесуваа и на најдолгата река во Источна Македонија. Посебен акцент, беше речено тогаш, ќе се даде на нејзиниот тек во Кочанскиот регион, каде се и најголеми опасностите од излевање на водата. Акцијата беше со образложение дека е потребно да се спречи предизвикување материјални штети и загрозување на местното население, материјалните добра и земјоделските површини, а ќе се подобрил и еколошкиот амбиент околу реките.